Факултетот за образовни науки и подкастот Црно-бело во колор дојде на една идеја да направиме еден културен предизвик, односно предизвик со кој ќе ги собереме представниците на сите културни институции во градот и представници од студентите, се со цел да направиме една платформа, едно движење со кој освен она што примарното се студентите овде да учат, да си го најдат својот културен предизвик. Тоа значи дека секоја институција ќе понуди она што може да им го представи на студентите, факултетот исто така, и во целата таа една платформа или во смеса, најважното за мене е тоа што да го пронајдеме оние студенти кои имат некој свој скриен талент или своја желба, да сето тоа им го реализираме. Предизвикот е отворен, се надевам дека искрено дека ќе успееме во тоа. Бидејќи честопати може да се случи да слушнеме па што е тоа она што градот го нуди и зошто градот ништо не нуди на студентите за да ги задржиме повеќе овде. Еве сега ракавицата е фрлена. Се надевам дека резултатот ќе биде успешен. Со оваа дебата, именувана како културен предизвик, всушност ние на еден начин сакаме да ги предизвикаме сите студенти и сите млади, но од друга страна да ги предизвикаме и институциите, значи универзитетот, културните установи, како и градот Штип, да понудат што е можно побогата културна содржина за младите, каде што младите ќе можат на квалитетен начин да ја искористат. Што е она што е важно? Мора да се креираат навистина содржини кои што се динамични и се во тренд со младите, за да може да го задоволат нивниот вкус и на еден начин апетит. И оно што е исто така важно и клучно е дека таквата содржина на правилен начин да допре до младите преку сите социјални мрежи, преку креирање на оние, TikTok, рилсови, Instagram профили, не само креирање на еден обичен плакат, туку да можете младите на еден начин тоа да го да го приближат кон себе и на тој начин да може да ги посетат сите тие културни настани и да го збогатат своето на еден начин и портфолио. Така да сметам дека ова ќе биде еден глас до сите културни установи каде што тие ќе може да ја збогатат својата содржина. Исто така, она што е важно е дека младите треба да се почувствуваат дека тие се дел од процесот, што значи дека треба да им се даде шанса, да им се даде можност да одлучуваат и да ги креираат тие содржини, за да не се чувствуваат дека се надвор од целиот тој процес и на тој начин ќе може тој бран на млади, на ентузијазам да биде што е можно поголем и на еден начин градот Штип да добие што е повеќе во културното поле. Ние како млади апелираме што е можно повеќе живееме во такво динамично време каде што Facebook, Instagram, TikTok и сите социјални мрежи ја креираат на еден начин содржината и оние кои што се на главните актери на сите тие културни установи, на сите тие културни содржини, да бидат првото лице на таа содржина и да ја промовираат преку социјалните мрежи. Значи што е можно повеќе да ја користат, да ги користат алатките на современата технологија и да бидат во чекор со дигитализацијата. Младите се заинтересирани во полето на културата, би рекол во сите тие сектори, значи тие сакаат да посетуваат и театарски представи, да посетуваат и концерти, да посетуваат и уметнички можеби изложби на еден начин и студентски забави. Сето тоа е во полето на културата, но треба да бидат навремено информирани. Оваа прилика ќе искористам да кажам дека младите треба да знаат дека во сите културни установи во градот Штип и на ниво на цела држава имаме 50% попуст, со кој што ние како студенти имаме право да ја посетиме таа културна установа или таа, да речем, културна содржина и да имаме 50% попуст од секоја содржина. Така да апелирам до сите студенти, до сите млади да го искористат тој бенефит и да може да учествуваат во тие содржини. Интересот е голем кај младите, но можеби не е на правилен начин тој процесиран или акумулиран. Како институција секогаш се залагаме и се заложуваме максимално за да креираме содржини за младата популација, со тоа што имаме повеќе настани, неколку фестивали кои се експлицитно наменети за помладата публика, меѓутоа никогаш не ограничуваме возраст, со тоа што ги имаме фестивалите, например, од Адо Штип, Стиво Джез фестивал, имаме неколку концерти кои ги организираме, кои се од покомерцијален карактер. Сакам да истакнам дека соработката со неколку здруженија од
Универзитет Гоце Делчев е продлабочена, дека постојано имаме студенти кои се присутни во нашата институција, на повеќе работилници, на повеќе теми, и мислам дека ги задоволуваме барем потребите на овие студенти кои доаѓаат и ги посетуваат тие работилници. Со тоа сакам да кажам дека културата најпластично објаснето е дека ја развиваме, потребна е многу голема енергија, многу заложување, многу голем влог. Ние сме една од институциите во Источна Македонија кои се технички најспремни и ги имаме сите современи услови за да спроведеме еден настан во областа на културата, дали е тоа концерт, театар, поетско читање или уметничка изложба. Ние ги имаме условите и сме отворени за сите. Тоа можеби некои од помладите генерации не го знаат, меѓутоа нашите врати се отворени за сите кои сакаат да се занимаваат со култура на било кој начин. Дали се тоа музичари, уметници, писатели. Еве за пример сега во саботата имавме еден джем сешн каде што настапија неколку млади просперитетни музичари. Ние им даваме ветер во грб, наједноставно кажано, и ги мотивираме да продолжат да творат и да креираат во било која уметничка област. Ние сме, можем да се пофалам дека Дом на млади е една од институциите во област на културата која е поприсутна на социјалните мрежи, како на Инстаграм, така и на Фейсбук. Меѓутоа морам да напоменам дека имаме и сопствена веб страна која е на високо ниво, каде ја имаме и целата архива од самото постојање на основање на институцијата па до ден денешен, со апсолутно опфатени сите содржини кои се били во минатото, но и за настаните кои следат во иднина. Како најголеми настани кај нас кои ги креираме за младата популација, ќе повторам дека е фестивалот за македонскиот фестивал за хип-хоп музика и урбани култури од Адо Штип, кој е модерен белег на нашата институција, кој настан кој собира повеќе од 1000 млади луѓе секоја година во минатите 3 години. Да најавам дека оваа година, однос последната година, за следното издание спремаме нешто поголемо, подобро